Добар ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска ќе имаме убаво кулинарско шоу во кој што ќе ви подготвиме на вистина убав специјалитет, а тој ќе го подготви мојата гостинка за денеска и верувајте ми дека можеби токму и вие ќе ви биде вашиот избор што да направите за ручек. Ги поздравуваме нашите македонци ширум светот, ги испраќаме сите бакнежи и позитивна енергија секаде каде што допира сигналот на Канал 5 телевизија и сите наши македонци во секое подрачје, во секое место, град и село, населба во нашата ни убава Македонија. Поздрав до сите вас и денеска расположени се разбира доколку сте пред вашите домашни ТВ апарати, подгответе си напиток кој што вие си го обожувате, затоа што овој рецепт ќе биде на вистина убав, а оние кои што пак веќе ручале може да си зеват и една чаша вино. Затоа што и овој рецепт бара винце. Кој ќе биде денешниот мој гостин? Морам да ви кажам дека тоа е една дама која што јас на вистина многу ја сакам. И на секоја наша средба е со многу гушкање, незината насмевка плени, таа е актер со големо А, затоа што на вистина каде да се појави незините улоги се врв. За незините награди и сите успеси кои што досега ги има остварено ќе ни каже во текот на емисијата. А јас на вистина од се срце си ја поканувам нашата и ваша сакана Марија Новак. Добре ми дојде, Марија. Здраво, живо, Драгче. Добре ми дојде. Ете така. Добре ме најдов. Радосна сум денеска, успеавме да најдеме време. Да. Повели од оваа Многу ти страна. благодарам за најавата. Најавата е спрема човекот, заслужена, затоа што си ти токму таквата личност. Да си ми живе и здрава, фала ти. Бидејќи потекнуваш од Охрид, одлучи да подготвуваш риба на охридски начин. Да, и тоа не е било каква риба, тоа е крап. Крапче да се направи како крап на охридски начин. Тебе ти го допуштам тоа. Јас ќе ти помогнам само да го додадам. Важи. Ете така. Сакаш да кажеш почнуваме веднаш, Почнуваме веднаш, чека, јас ќе ставам ракавици. Ако кога се пејачите тука, да сме по хасап. Барам да пеат, Мар. Па и јас знам да пеем. Па пеј си. Удри ме една охридска. Можеш една охридска, да, ете така убаво. Па нели во глумците во своите улоги и пеат и играат. Ние треба за се да сме пеат, талентирани. Се треба да сме талентирани. Аха, сега. Твојата песна. Русе, Ангелина, шо не те дава друсе. Чекај се, ракавица стави коса, ќе ја фаќам. За наумета. Не те дават за наумета од Ѓоѓевци, туку те дават за... Како се викаше? Од Банџовци? Не те да. Вика, тук ми те дава за Русе. Не. Сега ќе ми текне. Слушајте вака, сега со крапов да почнем. Може ми таму на даската полесно ќе ти биде? Да го кренам, не, овде кај во плехов ќе го држам, даската ми треба за зеленчукот. Така. Слушајте сега, крап кој ќе купите, изчистен, добро, и ќе го пресечите вака по должина. Зашто внатре ќе му ставаме од зеленчукот. Ќе го полниме внатре. И да се испече и внатре. Таа е финтата. Јас сум растена покрај езеро, ќе видите таму во сликите. Така, ќе ги покажеме и после. Цел живот ние сме растени со крап уловен во езеро, а не во рибарница. Ако ќе изчистиме, ќе изчистиме, ништо не мијен крапот ни е измиен и внатре ќе биде се. Ете така. Сега дај ми го плехчето за крапот. Во ова ќе го подготвуваме. Да, ова го миевме. Ова. Дајте ми зејтин да подмачкаме тавата. Значи не ставаме хартија за печење, директно во племе. Директно ќе макаме после ова за макање, за солија, па хартија не треба да ја фрлиш со сета убавина внатре, со сите сокови што ги пуштиле. Браво. Ај вака да ми подмачкаме убаво крапов. Така.
Марија, јас, например, би можела да подготвам риба, но да не ја чистам. Јас не можам да чистам риба, ич не ме бидува. Ако растеш во фамилија кај што има риба, се секој ден секој научиш. Јас научив сите риби да ги чистам. Ма јас имам дома кој ги чисти, орце ми ги чисти. Најмачни се плашиците, крап. Не, тежок. Мори и тој е тежок за крлушките. Ајде сега почнуваме. Ете така. Ставаме зачини. Не. Прво беше виното. Еве ти го винцето, чашата вино. Да, па не збори, не вика. Ете така. Прво треба да го опијаниме. Да, анестезија прво. Анестезија на крапот. Вака да му ставиме. Ајде. Знаеш, прво тоа се ставало. Добро. За да не се измијат зачините после што ќе му ги ставиме. Правилно. Ти солта да ми правилно да ми ја подадеш за да го посолиме. Полели. Така. Значи чашка вино. Можеш овие да. И пола чашка вода. Сега ќе му удриме. Како ти оди ова со ножот? Мајсторски. Добар е. Па сега готвиме. Како ти е во приказките? Како ги месите, ги спремате? Се снаоѓаме да не ти објаснувам како подобро. Донесени од негде, ама вие ги месите потоа. Да. Добро, нели? Ништо ќе се замеси тесто и ние таму играме дека правиме чуда. Ама многу се убави. Многу пријатни за гледање, интересни за нашиот. Па и за возрастните и за младите. Нашиот ментален склоп. Вака ќе ги фатиме на парчиња. Да речеме вака. Мислам дека ќе се доста. За олкавав крап мислам дека се доста. Кога беше наш гостин Наум Петревски, ни подготви риба со кромидарник. Ама сега ти ќе кажеш тој е од струга. Јас сум од Охрид. Да, тие си со кромидарник. Ние сме без кромидарник. Ние сме без кромидарник. Ние сме поиќе на лукот. На лукот. Охридско макало. Ете така. Затоа те подсетив на да кажеме, значи бара лукче. Да. Чекај се, капиперките ги спреми. Ама стручно. Ова стручно, како рече ти? Се надевам. Одлично. Слушај, ја солта ти ја побаваш. Еве, солта, Сакаш да го измачкаш и внатре? Да. Слушај, дали можеш да спохрички да може, фатам по со рака? своја рака, ете, полесно ќе ти дојде. Ете така. Чекај се да го... Да го измасираме. Исто имаше еден метод, Василка ни печеше само пак на сол, крупна сол. Значи, сите различно си го подготвува. Овој сега е ваков, да има сосче, да има се. Добро, ето сега твојот рецепт ќе го следиме и потоа ќе го раскажуваме. Сега лукчиња. Браво. Ќе ги сецкаме вака на покрупно, ем за побрзо, ем за... Ајде да им кажеш на гледачите, твоја ли беше желбата да се биде актер? Да. Ете, тоа слушајте, треба. јас сум растена покрај езеро, покрај црквата Света Софија. Така. И на фестивалот Охридско лето доаѓаат театарски трупи. И јас од дете таму имам висено по вратите за да не пуштат, не пуштаа, многу беше строго кога бев јас мала. Да. После кога имаше таму во предворието, односно зад Света Софија го викаме ние тоа, таму имаа проби. Ама јас која ќе седнев и дома ме бара, а јас сум ти седнала таму да ги гледам пробите, актерите, абе еден мерак, еден апетит за театар, што да ви кажам. Ете, желбата поголема од се. Да, и после втора година бев средно, кога дознав дека во Охрид постои драмско студио во Центарот за култура и во истиот момент се пријавив таму, се запишав. Значи, сепак тоа беше желбата од срце, ништо друго, да освен актерството. Па, слушај, кога бев мала, прво сакав да видам космонаут. Ама да ми кажа, јас заборев. Немаме услови кажа, Здраче, јас сакав да бидам космонаут. Многу беше интересна анекдота, кажуваше ти. И после сакав да бидам археолог, па сакав да бидам ветеринар, но и психолог и се, но ете... Актерството си дојде... Актерството било тоа што треба. Најбитното. Така сега. Ево овој дечко, сега ќе го наполним. Овој дечкото ќе добие лук. Да, ќе му бегаат рибите после.
Ке му бегаат рибите од лукот. Крапките. Крапките. Чекај се вака. Натре. Ке му бега, тој нема кај да бега после кога ќе го наместиме. Во рерната, Натре јас му морам да ја ставивме исто. подготвам. Да, в случаја да биде врела, ти ми кажуваше дека имате некоја Многу екстра брза, рерна екстра, брза. да. Ово Многу иначе во обична рерна дома се пече околу 30 до 40 минути. Но тука верувај ми дека морам да внимавам некој пат навистина и Тоа се ме плашам така, јас ти верувам да не изгори. и така ќе тераме. Сите овие вака зеленчуци се ставаат околу Од страна, наоколу, во винцето да. и солта. Да, за да се Добро. направат сосче. Добро. Како рече ти кога ќе се макне овде? Ама со леп е ова. Да. Не оди ни Одлично. компир, ни ништо. Сомун, леп и Е така. терај. Ќе гледаме така да го испечеме, оти ако го препечеме, ако го направиме тутун, Нема да биде макаме. убаво, нели? Баш убаво да биде. Па добро, ќе промешаме со лажичето да фати од сите страни. Мислам за зеленчукот. Така. А сега му додаваш исто и макдоносот. Се, Натре се и да биде. патлиџанот. И доматите да бидат убави. Патлиџан викаме во Охрид, ќе ми извините по некои охридски зборки. Ако де, ако де, ако. Ама вие актерите па и ги учите и сите наречија, така да и говорни подрачја и може да би се Да. каже и на друг дијалект. Може, може. Можеш и на охридски дури да ми кажеш. Може, ми се испушта. Така. Ево, например, овој крап не го фативме во езеро, туку го фативме во рибарница. Во рибарница, А јас да. сум растена со крапој фатени во езеро. Ево езеро. Е, сега, Скопјани, не се вели вендзеро, туку се вели во езеро, ево еднаш за секојаш да ја расчистиме Работата. дилемава околу езеро. Е, така. Ево вака, достаке се окави парченца вака. Нашиот убав Охрид, како го велат вториот Ерусалим, Да. град кој што во сите годишни времиња е убав. Да, многу е убав. Навистина убав. За убав е убав, ама и Скопје си е убав. Јас сум една од ретките. Така. Се надевам дека не сум редок охриѓенец што го сака Скопје. Многу го А не, сакам Скопје. вообичајно како викат охриѓани Ама така Скопје се ништо. јадеме, малце така се рчкаме. ништо. Или охриѓани истружени, се рчкаме малце. Еве, например, ние во Кромил, во Крапов, де? Во Крапов не клаваме ние кромит во Охрид. Ние клаваме само лук. Стружени клавет кромит и зато Крапов Охридски е поубав. Како го кажа, а што имат? Има пиперка, патлиџан, лук и макдонос и зачини и доста е. Види, старите наши зачини, кој знае какви, нема. Тие има, ако има, сол. Мојата баба, јас сум растена во куќа покрај Значи овде езеро. само додаваме масло, сол и вино. Да, да. И лукчето дава посебен Некој шмек. зачин ќе ги видиме што имаме Ако таму. имаме Не знам дали се. да ставиме оригано, зашо... Можеш, Ајде, можеш малце може да ќе ми да подобри. му добие на шмек. Како се вели, на убавина. Да. Сакаш да му ставиш парфем на Крапов. Како ти велам јас, нема да го сакат крапките. Викаш да го дотераме, Да го дотераме. Ете така. И кажи ми сега за најновото, бидејќи јас многу те барав, многу беше зафатена со представи пред Имам разни новогодишно, ангажмани. по новогодишно. Да, а најново е што премиерата е на 29 декември и исто така мислам дека 14 и 15 Така, јануари. значи, сега можеме на Сите тие 15 три да изведби. одиме. Да, сите тие изведби Ќе бидат... се важат како премиера. А, така, сите три војни. Крапов е спремен За печење. да го ставиме. На печење. Чекај, реков нешто не А, сакаше малку оригано. Дај ми малце ориганце Ајде, и парфемче. црвен пипер. Добро. Ето така. А, и вегетичка малце. Може. Се, знаете, јас ми Сувиот зачи. му ставив малце повеќе сол. Ама На најако го пуштив за да биде побрзо. а фолија, молим те фолија. фолија, дали имаме да му ставиме за да не го изгориме. Добро. Ајде, му туриме малку оригано, се побараме. надевам дека немаме згрешиме работата на Крапов. Во кујната на Драгче има се. Имаме баш се. Можеш да
се послужиш. Ево сток мене. Сток мене. Ама што го чека? Во приказката. Во приказката го чека Да биде печење. многу вкусен. Ете така. Таа му е судбината на крапа. Ете така. И јас се додека ти еве ќе го поставиш, па јас ќе ти правам чај. Важи, Ќе правиме супер. еден убав чај. Наш како Прво се- вака, значи ти ми рече За да не дека диша. пече околу Брзо. 15 минути. Ако е во обична рирна 30 минути под фолија и 10 минути без фолија, овдека да го ставиме 10 минути под фолија. Еве, поставив 10 минути под фолија. И после ќе тој тргне ќе ни- фолијата, после ни ќе видиме уште некоја озвучи, минутка. значи самиот звук ќе ни покаже дека 10 минути ни поминале. Добро. Ето така. Браво. Ете така. Одлично. Но не Може ми ли- се добро затвори. Ајде спротивно. Ајде поинаку да го наместим за пробаме. Се снајдеме. Ајде. Не, чекај Добро, да пробам. добро е во рете. Ете, ајде ти да ни раскажеш малку за... Можеш да си ги извадиш на каметите. Леле, да, фала ти. И да ни раскажеш малку повеќе што најинтересно беше во твојот досегашен живот, во актерскиот живот, доби и награда за животно дело. Не, немам за животно дело добиено, имам добиено за улога. За улога. Во една представа. Шнајна слика си. Преубава, да. Се вика представата Секс, лаги и љубомора. Од Марк Камолети, тоа е автор кој што пишува комедии. Ја режираше Коле Ангеловски и јас бев како гостин во Охридскиот театар. Јас иначе сум вработена во Македонски народен театар. И таа представа постигна успех на фестивалите за комедија. И сега дал Господ дарба за комедија. И тоа го забележа и добив награда и во фестивалот Денови на комедија во Куманово и на фестивалот на комедијата во Велес. Ајде, јас подреков ќе си добиеш и за животно Ајде, дело. нека биде, Едно нека биде. убаво, да. радосно, нели? Зошто да не? Убави се остварување, наградите се што како вика, признание едно. Едно за сето За тоа што целиот си, труд. за тоа што го работиш. да. Марија, што најмногу те прави среќна? Театарска представа, филм, приказна, па сега и синхронизирате ликови кои што мораш да бидеш идентичен на ликот кој што го има. Па треба да се потрудиш. Сето тоа е различен занает. Така. Значи телевизијата е една Така. работа. За телевизија треба поинаков занет. Ти можеш да имаш и дарба и се, меѓутоа можеш да се насочиш конкретно. Филмот е сосем друг начин Така. на работа. Театарот е сосем друг начин на работа. Тие синхронизации ги викаат на Да. серии, ти гласот да го позаимиш на актер кој Актерот. веќе го игра ликот, Така. тоа е сосем друг занает. Ете и тој занает го извежбав и или те бива или не те бива за тоа. Тој треба да Искрено плаче, дека ме треба да бива. плачеш и ти, треба да се смее. Треба, тоа е смеењето, плачењето, а да не изгледа Вештачко вештачки е, и така. да не ја дразни публиката, мислам да не го дразни гледачот, затоа што понекогаш кога актерот, тој што е во серијата изворно оригинал снимена, Така. може убаво да го игра ликот, ама ние можеме со синхронизацијата Да го расипеме. уништите, така, на... А и обратно, ако таму не го одиграл добро, ние може да му го дотераме малце Баш тоа ликот. сакав да го кажам дека некако нашиот народ ги обожува и им изгледаат како приказка или како домашен филм. Благодарение на вас, актерите од Македонија, кои што навистина убаво ги Да. наси таа убава глума или Мене ми е драго што се синхронизираат, зашто јас многу сакам нашиот македонски јазик да се слуша што повеќе од телевизиите, што повеќе да го има. За да си го сакам и да го почитуваме. Мене, например, ти ме прашаш што ме прави среќна. Ме прави среќна вака да учествувам во работи кои што ги радуваат луѓето. ете, така. Тие приказките, комедиите, многу ми е драго кога луѓето ќе излезат, се има еден збор искатарзирани од театар, да го кажеме овдека, меѓутоа олеснети, задоволни и за тоа прераскажуваат и понатаму и денови поминуваат и кои ќе се сетат да речеме на тие смешки од Така. представата, Така. тие и понатаму се смеат и во овој начин на живење нема да го дефинираме како, за тоа се задолжени вестите и политичарите. Така, така. Во овие времиња што ги имаме,
Мене ми е драго да се насмеат луѓето. Ми е драго што можам А така јас кога одат приказките седам како малите деца и ако треба и 10 пати ќе ја гледам, ама сакам да ја гледам. Многу ти прилега народната носија. Во приказките каде што играш македонска жена во село, дали свекарва, дали мајка, чорбаджика, многу пати си чорбаджика. Така многу. Епа имам става за чорбаджика. Да, чорбаджика. Немам става за некоја сиромашна и гладна, ама за чорбаджика. Ајде да го отвориме ковчегот да бараме богатството. Интересно е сето тоа. Сега јас ќе ги побарам фотографиите кои што Марија ни ги испрати. Со едното окце гледај таму, а јас ќе внимавам и овде на рерната, за да видиме кои се фотографиите кои што... ова која бе... Еве ти одбрав јас. Јас ти ги одбрав. Овдека бе во Љубљана. Уживав низ центарот на Љубљана, многу е убава Љубљана. Бе во септември ми е ова. И убаво те фатиле како птица во лет. Керка ми тоа. Многу убаво. И дадов задолжение да ме слика и е многу убави слики извадила. Една убава фотографија и спомен. Си ја поздравувам Керка ми Сара. Овдека сум со колешката Адријана во новата представа, повторно ме поканија во Охрид како гостин. Така. Ова е Парите се отепувачка од Ристо Крле во режија на Андреј Цветановски. Ова е трагедија. Ние ја имаме, ја знаеме како лектира. Ова е приказната, не е приказната, кој е настан кој се случил во Поградец, каде што мајката и таткото, не препознавајќи го својот син од печелба, го убиваат. Тажно, вистина. И тоа е страшна, ужасна трагедија. Така. Буквално е на ниво на тие антички драми и трагедии. Така. И сега ние ја одигравме, јас ја играм мајката, сега од оваа представа, не со смеење, од оваа представа со липање си заминува публиката. Многу смеење, значи. Така да, и тоа е некој вид очистување, еве уште една слика. Драги ми се овие театарски представи, драги ми се. И уште сакам да играм и се надевам дека ќе. Ова ми е драмското студио. Да, драмското студио што го водев во Скопје една година, успешна година. И со дечињата имавме прекрасна година ја поминавме. Така. Па сакав да ги спомнам и да знаат луѓето дека еве те тука кај наградата. Да, затоа ти велам. На тој фестивал и се сликав под таа реченица која ни е останата дека Гоце Делчев ја кажал како светот го разбира како поле за културно надпреварување меѓу народите. Би сакала да успееме такво нешто да направиме. Еве ми ја класата. Овдека сме дипломци, класата на Факултет за драмски уметности. Дипломиравме кај професор Љубиша Георгиевски. Ама тој ни беше професор само 4-та година, 3-та година ни беше Слободан Унковски, а во класата не прими Владимир Милчин, 1-ва и 2-ра година бевме кај него. Се супер одбрани професори. Значи, многу убави, 3 школи ги поминавме со колегите. Овдека сум со драмското студио, што го водев 8-9 години во Охрид кога работев. Бев 10 години во Охрид, додека ми порасна керката, таму ми растеше. Овде има и дечиња. И драмско студио водев таму, едно 100 дечиња беа, 90 до 100, и ги водев неколку групи. Еве Косара, ова ми е улогата што зеде 2 награди за женски лик. Од представата Секс, лаги и љубомора во Охрид. Одлични, значи убави фотографии ти одбрав. Многу убави. Еве сум јас како мала, да видите кај сум родена, едно езеро на позади. А што ти ова маченце во рака? Не, сенка е тоа туку. Јас мислам мачето до рибата. Ова е пастрмката. Не мач. Ова е пастрмка, за да видите како сме растени ваков тркалезен камен имавме таму во дворот. Тоа го викаме наколја. И се да ви кажем што значи наколја, кога ќе им кажеме наколја, овие бетонски што се плажи сега во ова време, во прво време биле колци, колја биле накачени во земјата, па жица веројатно околу и нафрлани тешки големи камења кревани од езерото. Па како дојде времево, само се забетонирани згора, ама името со колјата што биле заковани остана. И кога ќе кажеме ајде на колја, ние слегуваме ондека на плажа. Ете, убави фотографии одбрав, така? Убави. Ти се допадна. И сите се тематски, да ги покриеме. Браво, одбрав убави. Некако ми оди така од рака, јас ги чувствувам фотографиите. Сега ќе одиме со рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Крап на охридски начин. Едно поголемо парче крап, една чаша бело вино, една главица лук, еден домат,
2 зелени пиперки, 2 парчиња морков, китка магданос, масло, сол, бибер и други зачини по желба. Ете, тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт, додека јас читав, гледам Марија таму си додаваш и ова морковче малку, но во самото солило или водата која што се испушта и тој ќе си добие оној убав вкус. Јас реков ќе правам чај, а ти за тоа време да ни кажеш, нели треба да поздравиме мама. Кој ми е мене верен гледач? Многу те сака мајка ми, многу ја сака емисијава, не гледа се на телевизија. Ти си една омилена, знае дека во 15:30 Далечинскиот и Дракче ја гледаме. И како ти ги запишав рецептите, како ти вели Марија, сите рецепти ти се запишани. Мајче, поздрав, бакнежи. И од мене, мајче моје. Поздрави од нас. Кажавме дека ова што представата која што ја подготвувате е за јубилеј. Јубилеј на 80 години мојот театар, Македонски народен театар, оваа година славиме. И така 29 декември е датумот кога прв пат ќе изведеме таа представа, се вика Сонцето, колку е блиско сонцето. Така, таа е веќе тоа е првата реплика искажена пред 80 години во Македонскиот народен театар. Ете така, на 29 имале можност да ве следат, но ние ќе ве следиме на следната. И на 14 и 15. Точно. Браво по старата нова година. Ставив наш домашен чај, како се вели, од камилица. Може. Од камилица. Сакам чајчиња си пијам. Бидејќи чај од камилица е еден многу омилен и на децата и на возрастните. Да. И убаво, ете така. Одлично. Марија, има ли нешто што јас не те запрашав да сум заборавила? Не, може да се сетам. Обично, како бе, 2 жени многу муабет прават. Како беше 2 жени пазар, 3 жени панаѓур. Панаѓур, а 5 жени самите. Да го дзирнеше тој нашиот крап таму, дали ни е готов. Слушај, на очари држам цело време, без нив работев, а за работа ги зедам. Од парејата ти замаглуваат. Така, ајде, повели. Добро. Имаш техника. Финта разбит. Добро. Браво, браво, браво. Убав е. Одлично. 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 Таман го извадивме пред да го изгориме. Дракче, исклучи. Реков јас дека рерната ни е многу... Чекај да видиме, јака е. Многу јака, по некој пат дури се плашам да... Една лажица. Јас ке ти додадам лажица. Дај ми. Сакаш да извадиш комплетно или... Не, една лажица само тоа сосчето заради малку сосот. да го... Добро, повели. Еве ти лажица. И можеш да го поставиш на даската. Сега, да. И двете. Земи си ги двете ракавички да не се изгориш. Да. Сега чекај малце вака ќе го... врз него сакаш да му... Ами да го дотерам или да го дотерам. Така, колку убаво зеленчукот мириса, морам да ти кажам. Навистина убаво. Еве, убав, печен. Леле му отиде опашот. Изгорен. Малку подгоре, пошто го кренал опашот. Од него јадем. Нема го подкренал опашот во рерната. Добро, многу убаво изгледа. Вака да го дотерам. Слушај, ние овој крап сега би требало да го вадиме за да му ставаме гарнири. Не, ќе го јадиме како во охрид. Ќе го јадиме како во охрид. Ќе макаме директно од тепсија. Сосче има уште. Малце за мајка, па мислам доста е. Добро, можеш да се речи и магданос малку ќе му додадеш заради... Ајде, па ќе го повлечеш. Па тука ми стои пред очите за подсетување, како велам јас. Секогаш ми стои за подсетување. Одлично. Ерген од езеро. Ова ти се вели ерген нареден од езеро. Вечер. Влегол веќе в тавче. Сега го чекаме овде на даската. Јас сум Макдоносов, немам мерка да ви кажам, право многу сакам. Па добро, нели се работи за вкусови. Ете така, колеги, рецептот е готов, убаво изгледа, вкусно мириса, значи, како велат, кој што ќе си лапне за срце и за душа. Браво. Вака. Ајде од поблизу. Ете, Марија, многу убаво го подготви. Како беше ова охридски неструк. На охридски начин, нема кромит. Нема кромит. Ни стават кромит, ние не. Искрено, јо сестраце, ти благодарам.
што одвои од твоето време да ми дојдеш во емисијата која што гледачите многу ја обожуваат. Сигурно ќе ни бараат рецепт како се подготвува, на кој начин ти го подготви, но еве јас стојам и ти на располагање да им пишуваме ако е нешто заборавено, нели така? За јадење нема проблем. Нема проблем. Да те гушнам за крај. Да си ми жива и здрава. Ете така, од се срце ти благодарам. Па, драги мои пријатели, на ова наша драга емисија, сакана емисија Гответе со Драгче, додовме до крајот и на денешново издание. Се надевам дека ви бевме интересни. Сакав да ни каже некоја реплика од приказка, но толку беше задлабочена да излезе крапот охридски, нема време. Но во следното издание ќе ни зборува по охридски. Ве сакам!